Добро почитувани. Грејната сезона е во ек, а РЕК Битола работи само со еден блок. Васко Ковачевски излажа дека од 15 ноември ќе работат сите три блока. Поточно ветувањето беше дека од 15 ноември третиот блок ќе биде пуштен, а потоа за 20 дена ќе се заврши ремонт на вториот блок. Така ветија на 2 ноември, дури беше посочено и дека имало доцнење од 15 дена за пуштање, односно пристигнување на трансформаторот за третиот блок. Значи, максимум од 15 ноември требало да се работи. Утре, почитувани, е 1 декември, РЕК Битола се уште работи само со еден блок. Ниту 15, ниту сега нема абер за работа во полн капацитет на РЕК Битола. Почитувани, неработењето, односно лагите, државата само во ноември ја чинат 20 милиони евра. Да работеа трите блока, или барем два од трите, немаше да се увезе струја во вредност од 20 милиони евра само во ноември од страна на ЕСМ, струја која што потоа се препродава на ЕВН за покривање на потребите на регулираниот пазар. Дневниот увоз на струја е од 3 до 5 гигават часови, односно онолку колку што би можело да се покрие со работа на само еден блок на РЕК Битола. Едноставно, ако РЕК Битола работи со два блока, увозот може би и не би бил потребен. Со 3 блока може би и ќе продаваа струја за стопанството. Епа, почитувани, дали РЕК Битола се држи во вештачка кома за да може да се направи увоз од 20 милиони државни евра, за некој да направи увоз и да заработи од маржата од купа-продажбата? Колку, кои и чии се фирмите преку кои што е набавена струја од странство? Дали производството на струја намерно се држи на ниско ниво за да може да профитираат трговци со струја? Зошто наместо ефтина домашна да има увезена скапа струја? Зошто да се купува кога може ефтино да се произведува и да се продава? Почитувани, секој беше поинаку доколку навреме се обезбедеше јаглен, ако навреме се направеше ископ или пак се увезеше со време, и ако со време се преземеа сите неопходни технички припреми на термоелектраните. Повторувам уште еднаш, дали ЕСМ и владата намерно работат под просек во РЕК Битола за да може некој да профитира од увоз на скапа струја. Почитувани, секој изминат ден со СДС на власт, Македонија се подлабоко потонува во криминал, корупција и во сиромаштија. Затоа, што поскоро се потребни избори. Дозволете ми да одговорам и на 2 прашања пристигнати до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Како се коментира тоа што ДКСК го запре случајот за Блерим Џафери, синот на Талат Џафери? Почитувани, со кршење на норми, како може да се стане човек од правосудството? Ова е абсурдот на оваа власт на СДСМ и ДУИ. Полне име устата со правна држава, а всушност молчат и одобруваат кршење на закон. ДКСК уште еднаш покажа дека не е на висина на задачата и е во функција на заштита на високата корупција на власта. Како второ прашање е прашањето за откриеното во медиумите кој возел со флешери и во петокот бегал од полицијата со службена кола, се работи за синот на заменик министерот во МВР Буши. И ова е прашање од здисаност на власта и на нивните блиски, се потпира на неказнивост, се потпира на самоволие. Уште еднаш, полна е устата со правна држава, а молчат и одобруваат кршење на закони. Ви благодарам.